Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада, а во нив ќе гледате. Тие што трошат помалку струја ќе плаќаат помалку, изјави министерот за финансии Фатмир Бесими во одговор на новинарско прашање за зголемување на ДДВ-то на струјата. Според податоците на Државниот завод за статистика, лани во земјава биле регистрирани 662 дивоградби. Жител на Тетовска Мала Речица, враќајќи се во Рикверт, со своето возило удрил во неговиот малолетен син, при што му нанел тешки телесни повреди. Обвинителот Љубомир Лапе денеска презентираше детали за случајот Скопје 2014, при што рече дека осомничените плански и умислено го заобиколиле собранието и преку градоначалници од буџетот и Министерството за култура примиле како дотации над 3 милиарди денари за изградба на споменици. Се спроведува истражна постапка против 15 физички и 7 правни лица, меѓу кои освен македонски државјани има и еден државјани на Република Италија и 3 италијански правни лица. А поради основано сомнение за сторени кривични дела, злоупотреба на службената положба и овластување од член 353 став 5 од Кривичниот законник и перење пари и други приноси од кривично дело од член 273 од Кривичниот законник. Од превезот на историското и државотворното значење на личностите за кои се подигнуваат споменици, осомничените започнале со реализација на проект познат во јавноста како Скопје 2014, а за кој проект реално не постои писмен документ, одлука, проект или програма од надлежен државен орган. Преку Министерството за култура и трето осомничената се подготвувале и поднесувале иницијативи за изградба на споменици под изговор дека се работи за спомен обележја од локално значење за жителите на општина Центар. Иако станувало збор за личности кои се од значење за државата, иницијативите за поднесување на споменици се поднесувале пред Советот на општина Центар и како резултат на тоа започнали се спроведувале постапки за подигнување меморијални споменици за кои единствено надлежно согласно закон е Собранието на Република Северна Македонија. Со превземените действија, спротивно на член 11 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа, со владени одлуки, без утврдена програма од влада, преку прво и второ осомничените како овластени предлагачи на буџетот, кои умислено планирале и предлагале предлог закони за донесување на буџет во кој се содржала однапред планирана неправилна распределба на средства, предлагале, донесувале и подпишувале незаконити владини одлуки со кои директно или преку Министерството за култура трансферирале средства во општина Центар. На овој начин, заобиколувајќи го собранието, осомничените си обезбедиле финансиски средства од државниот буџет со кој го финансирале извршувањето на кривичните дела и незаконски префрлиле на сметката на општина Центар вкупен износ од 3 милиарди 547 милиони 390 илјади денари или околу 57 милиони 681.138 евра. Министерот за финансии Фатмир Бесими денеска во одговор на новинарско прашање околу зголемувањето на ДДВ-то на електричната енергија рече дека цената на струјата што ЕСМ му ја испорачува на Евана е всушност субвенционирана цена и така им се олеснува на граѓаните. Тие што помалку трошат најмногу ќе го почувствуваат субвенционирањето, а според Бесими тоа ќе биде компензација за зголеменото оданочување кое започнува од утре. Со новата методологија се дава можност да се направи таква структура на потрошувачката да се мотивира, значи, штедењето, што е клучно, затоа што не само цената, туку и потрошувачката на електрична енергија, штедењето е важен дел од тоа. И второ, воведувањето на 4 блок тарифи значи дека тие што се со помалко ниво на трошење имаат пониска цена и така секоја ниво на тарифа.
Со оглед на тоа, еве, веќе ги имате пресметките, веќе циркулираат во јавноста кои се цените, веројатно кога ќе биде официјално тоа се соопшти, ќе видиме и каков е ефектот на блок тарифите и во однос на ДДВ-то. Владата како собственик на СМ даде препорака по која цена, од како беше презентирана од страна на СМ, тука владата треба да знаеме јасно дека постапува по два основа. Едно е како носител на политиките, како влада, второ е како собственик на СМ. Како собственик или собрание во својство на собрание на СМ, на управниот одбор им даде препорака да одат со цена пониска од цената на чинење, што де факто значи субвенционирање на цената на електрична енергија и во оваа фаза. Со цел дополнително да не се интервенира во пролонгирање на законите, во оваа смисла на законот за ДДВ, затоа што веќе тоа е транзицијска интервенција што беше во законите и во сите препораки стои дека помалку треба да биде интервенција што се општи, а тоа значи намалување на даночните давачки, туку да се оди на таргетирани мерки. И сега всушност тоа се прави. Со блок тарифите се таргетира поддршката за електрична енергија за домаќинствата што се со пониски примања, каде што има и програма во Министерството за економија, но и во однос на блок тарифите се постигнува тие што трошат помалку да добиваат цена што е пониска. АД Електрани на Македонија денеска потпиша договор за инвестициски грант за проектот Фотонапонска електрана Осломеј 1 со водечката меѓународна финансиска институција Европска банка за обнова и развој. Фотонапонската електрана Осломеј 1 ќе биде со моќност од 10 мегават часови. Целта на инвестицијскиот грант е да обезбеди поддршка во финансирањето на трошоците за фотонапонската електрана, кои што вклучуваат набавка на опрема, градежни работи и работи поврзани со инсталација на опремата. Фотонапонската електрана Осломеј 1 со моќност од 10 мегавати во април минатата година почна да ги произведува првите количини чиста и зелена електрична енергија од сонце. Фотонапонската електрана, изградена во кругот на река Осломеј, е прв пример на енергетска транзиција во југоисточна Европа, каде што електричната енергија ќе се произведува од сонце преку панели поставени на просторот врз стариот и исцрпен рудник на јаглен. Таа е прва во низата електрани што треба целосно да го заменат досегашниот инсталиран капацитет на река Осломеј. Фотонапонската електрана Осломеј предвидено е да има годишно производство од 15 до 17 гигават часа електрична енергија и да isfrли 13.000 тони емисии на CO2 годишно и да обезбеди потреби за електрична енергија на околу 2800 домаќинства, но истовремено се прави и рекултивација и облагородување на 19 хектари површина необработливо земјиште. АДСМ продолжува да се движи кон зеленото сценарио и ќе се стреми во иднина да бидеме енергетски независна земја која произведува електрична и топлинска енергија од обновливи извори на енергија. Поддршката и соработката со институции како ЕБОР е од клучно значење и ќе придонесе за побрза и полесна транзиција кон зелената агенда за Западен Балкан со заложбата за транзиција кон чиста енергија која има цел намалување на емисиите на стакленички гасови за 61%. Во согласност со својата деловна политика, како и досега, нашата компанија ќе ги насочува сите своји деловни инвестициски активности кон натамошен раст и развој на компанијата и обезбедување стабилен и одржлив развој на електроенергетските капацитети. Во Управата за јавни приходи денеска започна процесот на помирување помеѓу УЈП и синдикалната организација Солидарност со посредство на Илија Манасиев во однос на барањето за зголемување на платите на вработените за 30%. Јас се надевам дека во постапката ќе се вклучат сите членови на одборот. Во многу брз период се формираше овој одбор од страна на управата и од страна на синдикатот. Веднаш
штом го добив барањето за помирување, ја закажав средбата и секогаш во секој спор во кој што влегувам сум оптимист, така сум оптимист и во овој спор. Очекувам како што функциониравме во изминатиот период на база на разговори, дискусија и на диалог кој што го имавме како работодавач спрема репрезентативниот синдикат, дека ќе изнајдеме најсоодветно решение се со цел да успееме и во нашите заложби, и во нашите барања, бидејќи заеднички го правевме колективниот договор со репрезентативниот синдикат. Едноставно можам да кажем дека овој проблем кој што произлезе, ако можам така да го наречам, ќе представува и соодветен предизвик и очекувам дека ќе имаме резултати на крајот, односно дека исходот ќе биде позитивен. Како представник на синдикалната организација Солидарност, убеден сум дека со отпочнувањето на процесот на помирување, дека заедно со помирувачот и со работодавачот ќе изнајдеме решенија и одлуки кои што ќе овозможат добивање на согласност за подпишување на колективниот договор, со кој што вработените би ги оствариле правата од работен однос кои што им се основани согласно одредби на закон и согласно одредби на постојниот колективен договор. 662 дивоградби се регистрирани минатата година во земјава според податоците на Државниот завод за статистика. Освен објекти за домување, бесправно се градели и гаражи, огради, тераси и друго. Според Државниот завод за статистика во земјава минатата 2022 година биле изградени вкупно 662 дивоградби. Според видот на објектот бесправно се изградени 111 објекти за домување, 101 доградба, надградба и адаптација, 58 деловни објекти, 94 гаражи, 125 огради, 5 скалила, 19 тераси, 5 летни тераси, 50 настрешници, 15 времени објекти и 79 помошни објекти. Најголем број бесправно изградени објекти се во приватна сопственост. Во Тетово лани бесправно биле изградени 31 објект според податоците на Државниот завод за статистика. Најмногу од нив 9 биле за домување, од кои 5 биле викендички, а 3 стамбени објекти. Потоа 6 доградби, надградби и слични адаптации, 5 деловни објекти и друго. Во Гостивар според статистиката регистрирани се 6 бесправно изградени објекти, најмногу доградби и надградби, односно 4. Бројот на дивоградби во Буговиње бил 7, во Брвеница и во Маврово и Ростуше по 3, во Врапчиште 4, додека во Желино, Јагуновце и Теарце минатата година не се регистрирани вакви објекти. Жител на Тетовска Мала Речица, враќајќи се во Рикверт со своето возило, удрил во неговиот малолетен син, при што му нанел тешки телесни повреди. Повредена старица откако ја турнал нејзиниот сосед. Повредени 2 лица во сообраќајка на улица во Гостивар. По полицискиот билтен и случајно извршена кражба, физичка пресметка и пријави за каснување од бездомни кучиња. Вчера околу 12 часот и 10 минути во СВР Тетово било пријавено дека 34 годишниот ЗС од Тетовска Мала Речица, враќајќи се наназад со своето патничко моторно возило Ауди во дворот пред семејната куќа, не го забележал и според пријавеното удрил во малолетниот син, при што му нанел тешки телесни повреди, констатирани во Тетовската клиничка болница. Извршен е увид од екипа на секторот за внатрешни работи Тетово. 52 годишниот Мќ од Тетовска Шипковица вчера вечер во 21 часот и 25 минути во СВР Тетово пријавил дека неговиот сосед СМ, 52 години, околу 19 часот и 10 минути, најпрво вербално се расправал со брат му и им се заканувал со остар предмет, а потоа ја турнал нивната 79 годишна мајка ЗЧ. Според пријавеното, таа паднала и се здобила со тешки телесни повреди, констатирани во Тетовската клиничка болница. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот.
Вчера околу 12 часот и 45 минути во СВР Тетово пријавено е дека на улица 101 во Гостивар се случила сообраќајна несреќа во која учествувале две патнички моторни возила со гостиварски регистарски ознаки. Volkswagen Golf, управуван од 58 годишниот гостиварец АБ, и Ауди што го управувал ФМ, 36 години, исто така од Гостивар. Во несреќата, возачот на Аудито се здобил со тешки телесни повреди, а другиот возач со телесни повреди констатирани во Гостиварската општа болница Ферит Мурат. На местото на несреќата увид извршила екипа од Оделението за внатрешни работи Гостивар. Полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, вчера околу 15 часот на улица Браќа Ѓиновски во Гостивар го лишиле од слобода 46 годишниот ЗА од Гостиварски градец, поради сомнение дека пред неколку дена извршил кражба во објект во Гостивар. Тој е задржан во полициската станица Гостивар за расчистување и документирање на случајот. 57 годишниот гостиварец МШ вчера во 22 часот и 10 минути во СВР Тетово пријавил дека на улица Мајор Чеде Филиповски во Гостивар бил каснат од куќа скитник. Вчера вечер околу 22 часот и 10 минути ФС 39 години од Гостиварско Чајле во СВР Тетово пријавил дека на улица Мајор Чеде Филиповски во Гостивар бил каснат од куќа скитник. Вчера вечер околу 23 часот и 20 минути полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, ги привеле АИ 22 години од Долнореканска присојница и ДЖС 19 години како и ЗД 24 години од Долнореканско Могорче, кои во близина на Ростушко Анче го нарушиле јавниот ред и мир со меѓусебна физичка пресметка. По целосно документирање на случајот против инволвираните ќе следуваат поднесоци. Во Тетово вчера била спроведена акцијска контрола за однесувањето на пешаците во сообраќајот, при која полицијата санкционирала 20 пешаци. Во рамките на бројните активности за поголема безбедност во сообраќајот, вчера во Тетово била спроведена акцијска контрола на пешаци, како и колку тие ги почитуваат постојните знаци, правила и прописи, а кои се однесуваат на оваа категорија учесници во сообраќајот. При контролата биле санкционирани 20 пешаци, од кои 15 поради преминување на улиците надвор од обележани пешачки премини. На пешаците прекршители изготвени им се поднесоци и тие ќе се соочат со парични глоби од 30 евра во динарска противредност и пред се ако не присуствуваат на сообраќајната поука, која е планирана овој викенд. Секторот за внатрешни работи Тетово апелира до пешаците да бидат докрај внимателни, како и каде се движат и како ги преминуваат улиците, посебно оние на кои нема обликувани тротоари. На возачите пак им се советува секогаш да им даваат предност, односно да ги пропуштаат пешаците. Отворениот кабинет на министерот Спасовски на 5 јули ќе биде во СВР Тетово. Граѓаните можат да закажат термин. Отворениот кабинет на министерот Оливер Спасовски, проект на МВР кој со неделна динамика започна со реализација на почетокот на овој месец. На 5 јули во среда ќе биде позициониран во СВР Тетово. Граѓаните на подрачјето на секторот за внатрешни работи Тетово, преку претходно закажан термин, се добре дојдени во просториите на СВР Тетово да ги презентираат своите идеи за подобрување на безбедноста во заедницата, да упатат прашање до министерот, да го представат својот предлог за подобрување на работењето на полицијата, да бидат дел од процесот на креирање политики во врска со безбедноста, која не засега сите нас, велат од МВР. Оттаму со повик до граѓаните да закажат термин за средба со министерот Спасовски на телефонскиот број 072 33 31 85 или на електронската адреса mvrjavnost@moi.gov.mk, а неговиот тим ќе ги пречека и ќе им овозможи и нивното мислење да биде чуено и земено предвид. Утврдениот концепт МВР за граѓаните преку отворениот кабинет е со цел да се покаже дека полицијата е во служба на граѓаните, а мислењето на секој граѓанин има посебна вредност, велат од секторот за односи со јавност и протокол при МВР. Отворениот кабинет досега ги посети СВР Штип, ОВР Струга и ОВР Кавадарци.
Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!